Благодарам на репликата, почитуван колега, и ви благодарам тоа што го потврдивте, дека всушност парламентарното мнозинство е адвокат на регулаторната комисија. Не се разликувате во ниту еден став, не се разликувате во ни едно ваше застапување, односно взаемно си помагате во однос на правната застапеност. Но рековте дека не била точна констатацијата за кризната состојба. Кажете ми член, цитирајте член каде е предвидено дека кризна состојба може да се прогласи на повеќе од 30 дена. Толку. Втора работа. Почитуваниот ваш директор вчера и денес изјавува дека ќе му бидат потребни уште 100 милиони евра, а дека потрошил 170, 160, 170. Тоа е тоа што буџетските средства на однапред предвидлив начин се алоцираат во ставки каде треба да бидат потрошени, а тука во добивка да бидат токму приватните лица. И за надлежните институции немојте да зборувате дека имало надлежни институции кои што требало да постапуваат. Надлежните институции кои што треба да постапуваат имат само 8% доверба од граѓаните, односно 92% имат недоверба граѓаните во овие институции. Има збор